благодарно до вас, до менторот пред се, до деканот за присуството и до професор Тацевски, што ме удостоивте денеска да ја одбрана дипломската. Ова е резултат на моите 3-годишни студии од 2015 до 2018. Тогаш стигнав до самата дипломска, но ми се случија некои работи, пред се беше и здравствена состојба со операција, па понатаму нешто друго во животот испадна. Но некако оваа година се зареков дека ќе го довршам, ќе го завршам и минативе месеци ми беа преокупација да ја комплетирам. Одбрав некоја тема која што во минатиот период ме заинтересира во смисла на комбинација помеѓу здравствени форметички навики и функционално вежбање. Зашто? Никогаш во животот не сум се занимавал професионално со спорт, освен аматерски со фудбал, но па од мали нозе сум се занимавам со фудбал, понатаму преку војската и преку професионалната војска и тоа што бев подофицер и тоа што обучав војници. Значи имав прилика да едноставно физичкото вежбање ми беше како еден од приоритетите преку кои што постигнував резултати. Многу често се случуваше за 2 месеци обука на војници од едно минорно ниво на физичка подготвеност да ги донесеме на некое завидно ниво. Така да тоа ми беше на мене едно од оние пасии кои што си ги имав. И во тој контекст и затоа тоа започнав, значи сакав малку и да се остручам, да станам некој кој што ќе се едуцира, не онака само од пракса, туку и малце некоја теориска основа да имам на моето познавање. Во тој контекст, значи запишав факултет тука и еве како што дојде време да одбранам темава, ја одбрав темата која што ја насловив современи стратегии за подобрување на човековото здравје преку вежбање, функционално вежбање, нутриционистички и хорметички навики. Ќе започнам, се договоривме да не должам многу. Само да видиме. Аз не интересна тема за тоа сум сигурен. Да, благодарам многу. Значи, само структурно да ви укажам, имам вовед, имам уште 4 глави и заклучок на крај, значи се на се со воведот 6 глави, како е структурирана дипломската. Како да започнам? Значи, воведот, човекот во изминативе милениуми, векови, значи, се профилирал како најсовршен биоорганизам на планетата, успеал да ја владее планетата, значи како ниедно друго живо суштество, благодарение на биокомпјутерот, уникатниот биокомпјутер, свеста и разумот, и покажал дека низ милениумите е изворедно адаптивилен и издржлив. Но мора да се согласиме дека како се менува светот, значи особено во изминативе 2 века од почетокот на индустријска револуција па нааму, значи особено имаме промена, некоја масовна која што се случува, која што можеби човекот некако каска во однос на локомоторните способности. Можеме да кажеме дека во изминативе 105-60 години имаме зголемена здравствена, медицинска, санитарна заштита, благодарение на тоа имаме зголемен животен век. Ако знаеме дека некаде до 19 век, до средината на 19 просечниот животен век бил некаде околу 35 години, за да само после 180 години веќе дојде просечен животен век во развиен свет да биде 75 години просек. Но, она што е многу интересно е, и затоа и темава многу интересна, значи ние сме цело време во потрага по комфор. Има еден од овие кои што ги следам на каналиве на YouTube, од кои што се едуцирам, кои што вика што е старењето. Старењето вика активна потрага по комфор. Значи ние како луѓе сме, како да кажам, насочени го бараме комфорот и затоа се повеќе имаме седентарност, намалено, тоа резултира со намалена локомоторност и кардиореспираторни способности. И нормално дека заради тоа имаме епидемија на споронастапувачки болести, како што се кардиоваскуларни, невродегенеративни, разни видови канцери и метаболички нарушувања како што е диабетес тип 2. Кој е фокусот сега, кога веќе го знаеме ова? Фокусот е, како што вели Питер Атија во неговата книга Outlive, значи, он става фокус на медицината, меѓутоа јас велам тука и останатите кинезиолошки науки, значи од медицина 2.0, која што се бави исклучиво со лечење, третирање на акутни болести, која што не третира, тоест лошо ги менаџира хроничните болести, да постане медицина 3.0, но за тоа треба и самата популација да биде проактивна и за тоа ќе зборуваме понатаму. Ова значи доаѓа како софтвер апдейт, така 2.0. Да.
баш така го има дефинирано во медицина 2.0 со медицина 3.0. Кога ќе дојде до Про 6800, тогаш Да. Сега, значи тука можеме ние како популација, како население, значи преку имплементација на вежбање, здравствени и хорметички навики да се доведеме до потполна оптимизација. Оптимизација е интересен збор, мене ми фати нели око уште пред неколку месеци заради тоа што често ќе слушнеме го оптимизира автомобилот, не знам, друга некоја машина или било што, а не се оптимизира самиот себе, што е малце нонсенс, нели, ако ние сме тие кои што треба да продуцираме, да живееме, да ствараме, не се оптимизираме, значи се доведуваме во ситуација каде што нема да постигнуваме резултати. И на крајот на кривтата целта е не само на животот да се додадат години, туку на годините да се додаде живот, значи оние бонус години кои што нели 10 до 15 години каде што нема да бидеме зависни од лекарства, од медикаменти, од туѓа нега и така натаму. Теоретската рамка може за секој след пократка една верзија да ни дадеш на што се однесува. Океј, значи теоретската рамка е, значи се однесува, имам обработено малце околу функционалното вежбање. Започнав со антиката, значи каде што се првите некои записи, понатаму доаѓаме до 19-тиот век каде што е веќе организацијата на школскиот систем, каде што веќе почнува физичкото вежбање поинтензивно, воените организации и се разбира во последните 60 години она од 1950-тите, 60-тите појавата на фитнесот. Имаме нели вежби и тренинзи за сила и издржливост, каде што имаме како два модели. Едниот модел е класичниот фитнес бодибилдинг, теретани, справи, и другиот е функционално вежбање и нели сопствена тежина, војнички вежби. Понатаму како битни се аеробните тренинзи кои што ја подобруваат кардиореспираторна способност, превенција од метаболички нарушувања и можеме да кажеме дека добра комбинација е вежби за сила и издржливост плюс аеробни тренинзи за квалитетен и здрав животен стил. Енергетските системи, ги знаеме трите основни енергетски, фосфагенси за крај, интензивни краткотрајни напори, гликолитички од кои што е до 2 минутен напор, тоа е добива енергија со употреба на гликоза без кислород, и аеробниот кој што е со низок до умерен интензитет на подолготрајно време, каде што кислород се разложува, односно кислород се користи за разградба на материја и производство на енергија. Што се случува? Значи имаме мускулна адаптација каде што имаме хипертрофија, издржливост, невромускулна контрола, кардиореспираторни адаптации како што се зголемен ударен волумен, капацитет на бели дробови, микроциркулација која што е нели она капиларната мрежа, намалена срцева фреквенција во умирување и подобрен HRV кој што значи економичност на срцето на долг. Нервен систем, хормони, да не должам. Сега имаме нешто кое што вели долговечност и оптимизација, значи тоа е целта. Имаме современ тренд каде што се зборува не само за lifespan, значи колку човекот живее, туку и за health span, колку во тој живот тој е здрав, значи оптимизира. Ги имаме она дихотомија на акутните со хронични болести и превенцијата на хроничните болести која што е клучи предуслов за оптимизација и долговечност. Питер Атија во неговата книга ги дефинира 4 столбови на долговечноста. Првиот е секако исхраната, без тоа никаде не одиме. Некој консензус е да биде базирана на така наречен whole foods, тоест цели намирници, тоест храна која што е препознатлива како храна. Не нешто кое што е некаде направено во фабрика на лента. Втора и многу битна, тоа што ние го проповедаме, го се едуцираме, физичка активност и вежбање, каде што имаме сила, издржливост, аеробни тренинзи, флексибилност исто битно и стабилност. Третиот момент исто така многу битен, сон и управување со стресот, заради тоа што сонот низ периодов на еволуција низ милениумиве никако не е оттргнат од човечкиот живот, се уште ни треба 7 до 8 часа убав сон за опоравување и нормално вика следење биомаркери, значи инсулински статус, липиден профил, калцификација на артерии за некоја превентива да не се случува нешто. Долговечноста вели не е толку резултат на генетика и среќа тука е вика на животен стил. Нормално дека имаме тука и ментални навики кои што се како позитивни ментални образци, верување, дисциплина и така натаму. Сега имаме искрена. Сега овој момент на брзина ќе го поминиш.
Исхрана? Битно, да. Мислам, битно ни е до вежбањето да е. Добро. Што да не испадне дека Да. не сме компетентни за исхрана. Да. Исхраната е многу битна, јас многу време посветувам на тоа, заради тоа што во секој процес на вежбање и од сите оние експерти кои што постигнале нешто во самиот спорт и во бодибилдинг и во фитнес, велат дека 80% од времето е исхрана, 20% е тренинг. Затоа е многу битна, но нема да оптеретувам. Само ќе кажам дека има се уште различни гледишта, како што гледате има само на Амазон преку 40.000 наслови кои што се однесуваат на храна. Значи има различни гледишта, да не ги одам сега макронутриентите и микронутриентите, значи ги имаме јаглехидратни, протеини и масти. Понатаму ги имаме витамините и минералите како еден многу битен момент. Ќе спомнам на крајот нешто и нели околу тоа што е препораката по однос на тоа. И ќе се задржам малку од дека, значи на современите трендови и препораки, значи едниот е калориско ограничување, каде што треба да ги познаваме својствата на секој вид на храна и точно да правиме план како и колку калории внесуваме во текот на денот, но за тоа е потребно многу знаење. Понатаму е нутритивно ограничување, кое што пак се однесува на вклучени едни видови на храна, исклучени други или минимизација на едни со максимизација на други. И временско ограничување кое што е многу интересно, кое што е многу во изминатиот период, изминативе неколку години, особено со пронајдокот на автофагијата од јапонскиот научник Хосуми, значи некако е вклопена во таа интермитент нели фастинг постење кое што е и ја лично го потребувам. Која е препораката, значи како што реков, умерен и балансиран пристап, редовна хидратација, нормално, вода, течности, планирање на обросите, базираност на цели природни намирници и соодветно употреба на суплементи доколку треба. Инаку јас не сум некој фан на суплементи, но доколку треба, доколку не се внесува здрава квалитетна храна, потребно е. Сега имаме нешто кое што во последниот период е многу интересно како поим, хорметика. Хорметика е, значи, хорметички навики, вели имплементација на навики кои предизвикуваат краткотраен стрес за долготраен бенефит. Значи, и самото вежбање телесно кое што предизвикува микрооштетувања, понатаму, значи, преку процесот на опоравување, преку процесот на исхрана, значи, доведува до едноставно регенерирање и појачување. Затоа, нели, техниките на дишење кои што ги промовираат и Вим Хоф и Гери Брека, свесно дишење, диафрагмално дишење, значи, сето тоа се стимулира одредена таква навика, граундингот како нов момент, кој што не е нов, туку е стар, нели, од антика уште нааму. Ние како деца нормално дека сме оделе боси и сме шетале, не сме знаеле, но има некоја научна, заради тоа што вели човекот вика има позитивно полнење, земјата вика има негативно полнење, вика кога има размена на електрони, значи тие електрони делуваат како антиоксиданси во телото. Ладно изложување исто така интересно, кое што е, нели, ладен туш, разна бања, јас лично употребувам ладен туш на крајот на туширање, обавезно минута до две. Топлинско изложување, топли бањи, сауни, за регенерација, подобра циркулација, активација на хичок протеин, намалување на воспаление, детокс и така натаму. Сега имаме она битна, како што кажа професорот, практична примена на вежбањето, на функционалното движење. Рековме дека според Питер Атија, тој во неговата книга ја почнува таа тема со прашањето, вика често ме прашуваат дали да за кардио и дали да за нели за strength exercise. Вели да за кардио и да за вежби за сила, тоа е тренинзи за сила. Едното без другото не може и топло се препорачува, инаку владата на САД, која што ја цитираат често, нивното тело кое што се занимава со здравје, со медицина, препорачува 5 пати денело по 30 минути, значи тоа е за сите. Тренингот треба да се состои од аеробни, како што реков, вежби за сила, маса и издржливост и флексибилност, мобилност и агилност. Сега да одиме постепено со први да почнеме со аеробните тренинзи. Аеробната способност означува колку брзо и ефикасно нашето тело се снабдува со кислород за нели употреба на енергија. Еден индикатор кој што е многу битен е VO2 max, тоест максимална искористливост на кислород при субмаксимални напори. Значи за рекреативната популација се препорачува да бидат тие субмаксимални напори, да не бидат оние максимални 90-95% од срцева фреквенција. Како што реков, тој е многу битен индикатор. Но да почнеме прво,
Значи, има класификација една која што се во 5 зони на аеробно вежбање и препораката е секој рекреативец да вежба 3 до 5 пати во неделата зона 2 аеробно вежбање, кое што е некој најефикасен, најбезбеден начин, каде што цело време интензитетот е некаде помеѓу 60 и 70% од срцена фреквенција. Физиолошкиот бенефит да не го спомнуваме, значи бројност и ефикасност на митохондрии, оксидација на масти, подобрена капиларна мрежа, подобрен ХРВ, варијабилност на срце и намалување на срцена фреквенција, што на долг рок дава еден економика на срцето, заради тоа што срцето како батерија во телото има ограничено ниво на отчукување во животот. Како што реков, примена 3 до 5 пати седмично. Интервалните тренинзи се од друга страна нешто кое што се препорачува за подобрување на таа VO2 max тој индикатор, максимална искористливост. Физиолошките бенефити, како што гледате, зголемен ударен волумен на срце, ефикасност на транспорт на кислород, митохондриите исто така подобрени, намалена срцена фреквенција во умирување, активност на ензими и така натаму. Пример протоколи се норвешкиот метод, кој што означува 4 пати по 4 минути интензивна активност, дали е тоа трчање, возење, велосипед, на ербајк, пливање, скијање, одредени такви, како се вика, спортови, кои што помеѓу тие 4 пати, односно помеѓу тие интервали имаме 3 минути одмор, активен одмор. Вториот е Зунига протокол, кој што означува 30 секунди јак интензитет, 15 секунди одмор, активен одмор, тоа е во трајање од 15 до 20 минути, и Табата како еден протокол кој што е повеќе за елитни спортисти. Примена на овие видови на интервални тренинзи е некаде 1 до 2 пати седмично и не се препорачува за почетници, заради тоа што сепак се работи со поголема срцена фреквенција, поголем интензитет. Куперовиот тест како еден едноставен начин како да се апроксимативно да се дојде до ниво на проценка на VO2 max. Јас лично си го потребив да се пофалам пред некој време, сам се тестирав некаде за 12 минути 2640 метри истрчав, што е за мои години според таа табела одличен резултат. Наследен Куперов. Машал. Наследен Куперов со студентите да може мотивацијска процедура. Тренинг за сила, како што кажавме, како комбинација хипертрофија и издржливост, силата, која што означува способност на мускулот да создаде сила против отпор, хипертрофија за зголемување на мускулните влакна, значи не само за естетика, туку и за подобрување на базален метаболизам, потрошувачка енергија во умирување, издржливост, можност за подолги повторувачки контракции, кое што е многу битно за секојдневниот живот. Протоколот може да се состои од тегови, тежини, класичен бодибилдинг и сопствена тежина, bodyweight exercise, војнички вежби со одредени приручни средства, да речеме kettlebells, dumbbells, вратило, разбој и така натаму. Како што знаеме, се препорачува 3 до 5 пати седмично и многу е битно да има прогресивно оптоварување, значи и кога ќе дојдеме до одреден момент на плато, значи со одредени тежини, пошто не можеме цело време да додаваме тежини, да употребуваме некој принцип како што е, да речеме, time under tension. Значи ако концентрично движење на кревање на тек или на движење на телото е побрзо и поексплозивно, она ексцентрично да биде поспоро на каунт до 3-4 за да може да се издолжи мускулот. Тоа е едноставно, значи, како една варијација која што не дозволува да дојдеме цело време до некој плато. Исто така ластиците за вежбање, кои што се ефтин, безбеден начин за вежбање во домашни услови. Флексибилноста и стабилноста и агилноста исто така се многу битни. Флексибилноста која што е способност за движење во голем размер со поголема амплитуда, која што може да биде активно пасивна. Стабилност, нормално, значи секој мора да биде стабилен, да може да одржува рамнотежа и при движење и во место. И нормално агилноста, да може да промени насока на движење или самата позиција на телото во место или во движење. Исто така тие треба да бидат составен дел на сите тренинзи, може да бидат да се изведуваат и независно, може да бидат да се изведуваат и во состав на тренинзите кои што се за аеробна способност и тренинзите за сила, хипертрофија, дали на крајот од тренинзите,
и така натаму. Со еден збор, принципите кои што се многу битни да ги запазиме се безбедност, значи не е потребно ние сега како рекреативци да се доведуваме ситуација да се повредуваме, туку е потребно да зголемуваме нашата способност на безбеден начин, да имаме прогресија, како што кажам, некој принцип на прогресивно оптоварување и да воведуваме од време на време одредени нови движења кои што нема да не доведат само да правиме три различни, односно три исти движења и вежби и на тој начин да ни биде монотон тренингот, иако некои од експертите кажуваат дека и не треба и многу да се експериментира, научи ги тие вежби кои што ќе функционираат и функционираат така. И уживај. Да, уживај во процесот. И едноставно употребувај ги овие варијации кои што може да дадат друга насока, друго оптоварување, за да не биде паетен монотонно и да се одбегне тоа плато. Како заклучок на крајот, имаме, значи, принципите кои што ние треба да ги имаме како луѓе, рекреативци за здрав и функционален живот, како што рековме, редовна физичка активност 5 до 6 пати во неделата, балансирана исхрана, базирана, како што рековме, на целосни здрави намирница, оптимизација на сон, значи апсолутно, без пардон, многу битно, хорметички навики, зошто да не, ладна бања, топла бања, значи дишење, вежби, граундинг, тоа е се има логика и не треба ништо посебно за да се изведува. И нормално позитивни ментални образци е некој ментален емоционален баланс. Од друга страна потребно да кажеме дека не постои едно решение за сите. Секој треба да си го најде индивидуално што е добро за нас. Некои има луѓе кои што повеќе преферираат и уживаат во аеробни тренинзи, многу малце тренинзи за сила, некои обратно. Значи сепак тука треба секој да се слуша и да си ослуша и телото и да се слуша самиот себе што му е тоа што му годи и спрема тоа да функционира и нормално да бидеме проактивни, да ги користиме каналите сега барем во ова време на интернет. Релевантните канали. Мислам дека како возрастни луѓе треба веќе да научиме да дефинираме што е релевантно, што не е. Но сакам да кажам за разлика од тоа, јас кога растев, кога бев тинејџер или кога почнав, да речеме јас за бодибилдинг почнав да учам од флекси фитнес писанијата, нели оние магазини што имаше. И од тоа многу научивме, но тоа требаше да го купиш, требаше да платиш па еднаш неделно беше, еднаш месечно, а сега веќе све имаме на интернет. И нормално доследност, тоест постојаност, да имплементираме, навиките да ни станат одржливи, значи да не правиме во краток период премногу, туку да бидеме постојани и полека да имаме континуитет, да учиме, да пробуваме, да грешиме, да експериментираме и повторно да се чуваме све во еден контекст на безбедност и сигурност да не се повредуваме. Ви благодарам и повелете со прашање. Ја мора да го истерам вака на брзина. Супер. За твоја инфо 32 минути од кога влегов. Знаев дека темата е супер интересна. Се гледа дека ова што го имаш напишано е и поминато искуствено. Така да тоа делува една баш нека супер атмосфера и начин на пренесување на нештата. Мене ми е многу интересно, мислам имаме девиза, сите сме од времето дававме заклетва Титови пионери. Таму имаше војска мислам дека само јас се обслужил, ако сум да се пофала. Остар имаше ти малку поразлично. Че заклетва Цивилно. Паравој. Имавме она од здраво тело, здрав дух. Некако како да години, не знам, според ја би го вратил наопачки, би го преминал тоа, дека треба да сме прво да имаме, да се натераме сами, да најдеме некоја хомеостазна состојба или некоја благо состојба која што ќе ни објасни дека стварно треба да работиме, да го искористиме телото за да се реализираме на планетава на некој начин. Ама многу приметувам, особено ке по младите, дека тука први треба да се наместиме за да може да дојдеме до здравото тело. Така да овие сите, колегата Ацески спомена како прирачник, е втор пат кажувам, дека е супер текст кој што може да
каже случај, види, прочитај, но ова треба да размислуваш, да го направам менталниот склоп за да можам да почнам телово да го ставам во функција. Инаку јас се сложам на тоа, здраво тело, здрав дух е врзано, не може едно пред друго и слично. Добро, колега Владко, прашање? Благодарам, менторе. Наистина ми драго што сум дел од оваа духовска работа. Па може слободно да кажем, може би, Да, почнем. слободно да кажем најдобро меѓу топ 3 духовски